Ќе видиме како ќе следат работите, се уште сме на ставот дека овој конгрес не ги исполнува демократските стандарди од тие причини, нити јас, нити повеќе од другите имиња кои што се споменуваа во јавноста, не одлучивме да поднесеме кандидатура на овој конгрес. Фактот дека ќе има само еден кандидат исто така е изненадувачки и не е позитивен за партијата. Се надевам дека партијата ќе разбере дека е потребен нов концепт и дека е потребно поголем степен на разумност и поголем степен на отвореност на партијата со цел да покажеме дека можеме да бидеме подобри од Социјалдемократскиот сојуз и со цел ден побрзо да ја смениме оваа неуспешна и штетна власт во Република Македонија, која што не се снаоѓа добро нити во демократијата, нити во реформите, нити во економијата. На сите полиња имаме минуси, но сепак колку побрзо ги разбереме ние тие процеси, толку подобро ќе можеме да изградиме систем за да ја срушиме оваа власт. Се надевам дека тоа што ние јавно и гласно проговоривме ќе биде разбрано во добра смисла. Останувам во ВМРО-ДПМНЕ, апсолутно, јас сум 20 години во оваа партија и ќе продолжам гласно да зборувам за концептот кој што верувам дека го заслужува оваа партија и го заслужуваат десетици, над 100.000 членови на ВМРО-ДПМНЕ. Дали постои опасност од фракционерство во партијата? Не, нема потреба од такви работи, но мислам дека е дојден момент во кој што ќе можеме и јавно и гласно да проговориме за разликите очигледни во концептите. Ние мислевме дека партијата и мислиме и ќе продолжиме да работиме во таа насока, дека партијата треба да изгради нов концепт кој што ќе значи многу поголема отвореност, кој што ќе значи многу поголема демократичност и многу поголема транспарентност како систем и како вредност, различен од тоа што Социјалдемократскиот сојуз го прави во моментот во Република Македонија, затоа што и вчера споменав дека само со таква квалитативна представа за нас самите ќе можеме да бидеме конкурентни пред граѓаните. Приоритети на конгрес во партијата со овие ваши барања? Да се надоврзам, вие сте сепак висок функционер, ја водите и пратеничката група. Што очекувате, како очекувате да бидете прифатени во партијата и дали ќе соработувате со евентуално новото раководство кое што би било избрано на конгресот? Видете, мора да се научи партијата да прифаќа и различни ставови по одредени прашања. Секако, веројатно најголем дел од ставовите можеби ќе бидат идентични, но ако има различни ставови, ќе мора партијата да прифати и различни ставови. Мислам дека тоа доволно време помина за да го научиме како концепт кој што може да донесе само добро, не може да донесе никаква разлика. Јас останувам дел од партиските тела, денеска ќе присуствувам на Централниот комитет, доколку се развија одредена дискусија околу овие прашања кои што ние јавно ги потегнавме, апсолутно ќе дискутираме, има значајна поддршка од голем дел од членовите на партијата, но сето тоа мора да си биде дел и од формалните процедури така како што се поставени во партијата. Ќе соработувате ли со новото раководство? Дали доколку ви биде понудена некој вид на соработка ќе ја прифатите? Видете, јас реков останувам во ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е несомнено и не само јас и сите луѓе кои што на некој начин се произнесовме различно од овој правец кој што оди. Ќе соработуваме апсолутно на оние теми на кои што се согласуваме, на оние теми на кои што не се согласуваме. Партијата, велам, ќе мора да научи да слуша и различни ставови. Па макар и од високи и долгогодишни функционери во партијата. Координатор сте во собранието, сте веќе повеќе од 10 години, имате влијание и врз пратениците, а знаете таа работа, како ќе функционира сега пратеничката група? Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е составена од исклучително квалитетни личности кои што имаат личен кредибилитет и кои што се вредни сами по себе како индивидуи и секој од нив апсолутно си има право да одлучува и да размислува онака како што размислува. Ние тој принцип на плурализам во пратеничката група го држиме долго време. Оваа пратеничка група се најде на удар од сите страни, практично, и од едни, и од други, и од трети, и успеавме да зачуваме единство и да функционираме квалитетно. Се надевам дека така ќе биде и во иднина. Сепак таа пратеничка група и треба на ВМРО-ДПМНЕ, заради тоа што таму ние можеме да ја користиме јавната говорница, да се спротивставуваме, пак ќе кажам, на катастрофалната власт на СДС. Ме жалам што во овие периоди малце повеќе се занимава целата јавност со ВМРО-ДПМНЕ, а паралелно власта на Социјалдемократскиот сојуз нема апсолутно нити еден плюс во своето работење, нити во образование, нити во здравство, уште помалку во
финансиите и во економијата, уште помалку во реформите и тоа ден поскоро ќе стане тема. Ќе одите ли утре и сето ова да Ќе го кажете? информираме дополнително за тоа.